Од утре па се до 22 јуни под мотото Аеродром се смее стартува културното лето во општина Аеродром. На отворена сцена поставена на фудбалското игралиште во близина на паркот на езерата ќе се одиграат 5 популарни комедии и една детска представа. Влезот за граѓаните е бесплатен, на почетокот на представите е во 20 часот и 30 минути за комедиите и во 19 часот за детската представа. Ова се урбаните вести на МТМ телевизија. Гледајте не. Јавното предпријатие Градски паркинг и паркинзи на општина Центар во надпревар за паркиралишта. Интензивно се работи на изградба на првата фаза од фекалната канализација во Петровец. Општините Центар, Аеродром и Илинден најатрактивни за нови градби. Предпријатието паркинзи на општина Центар стои пред предизвик да ги зачува во своја собственост паркинзите кај Дом на градежници, Буњаковец и во Дебармало, за кои има реална можност да бидат одземени од страна на јавното предпријатие Градски паркинг. Елизабета Дамјановска. Дел од паркиралиштата со кои стопанисува предпријатието паркинзи на општина Центар сака да ги преземе јавното предпријатие Градски паркинг, тврди директорот на паркинзи на општина Центар Саша Богдановиќ. Станува збор за паркинзите во Дебармало, Буњаковец и Домот на градежници. Известувањето до општина Центар стигнало преку писмо, во кое се бара да се извади поставената сигнализација на зонските и затворените паркиралишта, бидејќи ќе бидат преземени од градот. Власта, односно поточно градската власт, предводена од јавното предпријатие Градски паркинг, односно кој е во собственост на градот Скопје, добивме писмо од јавното предпријатие собственост на градот Скопје, со кое ни се најавуваат дека дел од паркинзите со кои сега стопанисува општинското предпријатие, ова е тоа писмо, ќе бидат одземени и ќе бидат ставени во нивна функција. Се работи конкретно за паркинзите во Дебармало, Буњаковец и Дом на градежници, со кои сега право јавното предпријатие паркинзи на општина Центар, а за кои имаме добиено писмо дека јавното предпријатие на град Скопје сака да ги преземе. Недозволиво е некој да остварува профит во случајот градот Скопје и нивното јавно предпријатие, а друг да ги одржува улиците. Богдановиќ беше дециден во неговата намера да ги задржат паркиралиштата во нивна собственост. И не само тоа, туку најави и дека ќе се обидат да ги присвојат и паркиралиштата на улиците во Дебармало, со кој во моментов стопанисува јавното предпријатие Градски паркинг. За околу 1 месец треба да завршат градежните работи за изведба на канализациона мрежа во населеното место Петровец, на која во моментов екипите интензивно работат. По завршување на првата фаза, општината ќе објави тендер за избор на фирма која ќе врши приклучоци на домаќинствата до примарната мрежа. Во населеното место Петровец интензивно се работи на изградба на првата фаза од фекалната канализациона мрежа. Градежните работи од првата фаза од проектот за изградба на систем за контрола и третман на отпадните води во населеното место Петровец се очекува да завршат за околу 1 месец. Веднаш потоа од општината информираа дека ќе биде објавен тендер за избор на фирма која ќе ги врши приклучоците на домовите кон примарната мрежа. Во втората фаза се предвидува изградба на канализација во должина од 1000 метри, од влезот на Петровец до црквата Свети Ѓорѓија. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски истакна дека општината за третата фаза од изградбата на канализационата мрежа ќе аплицира во Министерството за земјоделие за поддршка на рурален развој. Таму имаат можност да аплицираат за населено место до 1500 жители. Третата фаза ќе го опфати населеното место Режаничино и дел од Петровец. Општина Петровец во изминатиот период изврши изградба на канализација во населеното место Катланово. Односно, завршена е првата фаза од изградбата на фекалната канализација со пречистителна станица во Катланово. Општина Петровец продолжува и во иднина со реализирање на своите зацртани проекти и планови, со цел да се решат голем број на проблеми со кои се соочувале жителите од оваа општина и обезбедување на поквалитетни и подобри услови за живење. Министерството за транспорт и врски продава државно неизградено земјиште. 2 парцели во општина Аеродром за изградба на згради. Станува збор за парцели со површина од 1460 и 1590 метри квадратни. Продажбата е закажана за 17 јули. Максималната дозволена висина е 23,2 метри, што значи максимално 6 ката и поткровје. Почетната цена за двете парцели изнесува 4300 денари по метар квадратен.
Сите заинтересирани понудувачи треба да достават депозит од 700.000 денари и банкарска гаранција од 20.000 евра. Избраните понудувачи ќе треба да обезбедат градежна дозвола во рок од 9 месеци и да ги изградат зградите во рок од 6 години. Според сумата на извршените градежни работи, лидер во Нови Град бие општина Центар со изградени 167 објекти, а веднаш по неа со 74 нови објекти е општина Аеродром. Додека пак во Илинден во 26 објекти се вложиле 25 милиони евра, покажуваат последните податоци на Државниот завод за статистика. А најмалку се градело во општините Рачиново, Шуто, Ризари, Студеничани и Зелениково. Ивана Митковска. Во текот на минатата година градежните компании во земјава изградиле 1507 нови објекти, вредни околу 300 милиони евра. Половината од оваа сума е за изградба на нови објекти во високоградба, додека останатата половина е за нискоградба и за реконструкција. Според податоците на Државниот завод за статистика, најмногу се градело во Скопскиот регион, каде сумата на извршени градежни работи е нешто повеќе од половината од вкупната сума на извршените градежни работи во целата држава и изнесува повеќе од 175 милиони евра. Од општините во Скопскиот регион, според сумата на извршените градежни работи, на прво место е општината Центар. Во оваа општина вкупната вредност на извршените градежни работи изнесува околу 80 милиони евра за 167 објекти. Следна општината Аеродром, каде вкупната сума на извршени градежни работи изнесува повеќе од 33 милиони евра за 74 објекти. Се градело и во општината Илинден, каде во 26 објекти кои се граделе се вложени околу 25 милиони евра. Од скопските општини најмалку се градело во Арачиново, Шуто, Ризари, Студеничани, додека воопшто не се градело во општината Зелениково. Сепак, атрактивни за градба били и општините Киселавода, Ѓорче Петров и Карпош, но со суми помали од 8 милиони евра. Министерството за образование и наука во соработка со Министерството за финансии во целост ги исплати финансиските средства на корисниците на стипендии, како што се стипендиите за ученици од социјални категории, најталентирани ученици, талентирани спортисти, ученици со посебни потреби и за ученици деца без родители. Со оваа одлука на владата на Република Македонија, висината на сите стипендии за оваа учебна година е зголемена за 500 денари, односно наместо досегашните 1500 денари колку што во минатото изнесуваше стипендијата за учениците од социјалните категории, сега таа изнесува 2000 денари. Стипендијата во категоријата најталентирани ученици наместо досегашните 2200 денари изнесува 2700 денари, колку што изнесуваат и стипендиите за талентирани спортисти. А корисниците на стипендии за ученици со посебни потреби и ученици деца без родители ова учебна година добија месечен надомест во висина од 2500 денари. Поради ист број на добиени бодови согласно конкурсот за доделување стипендии за најталентирани ученици се зголеми бројот на корисници, па наместо првично планираните 50 стипендии беа одобрени вкупно 100 стипендии. Бројот на корисници на овие видови стипендии изнесува 730. Една од спортските информации кои следуваат во денешното издание на Спортските вести е тоа дека Пари Сен-Жермен следната сезона има намера уште повеќе да ги засили своите редови. Спортските вести ги гледате веднаш по рекламите.